Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците Аграр. Еве по известна пауза се враќаме онаму каде што и треба да бидеме присутни на терен меѓу нашите земјоделци. Ова што го гледате се убавините на боите од есента и она што е символ за Валандово, тоа е калинката. Едната се вика Кара Мустафа, а другата се вика Бејнарија, односно беговска калинка, што значи точно знаеме од каде потекнува калинката. Она што турците го донеле во Македонија останало и добро е што имаме и напредок, бидејќи се повеќе и самите производители, но и се отвараат и фабрики за производство на сок од калинка, иако можат и многу други производи да се добијат. Валандер, тоа е старото име на Валандово, се формира здружение годинава, кое што за прв пат и ќе организира една манифестација во чест на ова рајско овошје на калинката. Но во Валандово нема само калинки, знаеме дека има и грозје, она што значи валандовски дренак, наша автохтона сорта, има и многу други видови на овошје, исто така и зеленчукот е присутен, а се предпоставуваше, а верувам дека се уште е така, дека Валандовската котлина представува една од најчистите котлини во Македонија. На самиот старт на емисијата ќе посветиме внимание на калинката и останатото овошје, како што е јапонското јаболко, како мина годинашнава сезона, дали имаше доволно калинка, ценава добро се движи од 80 денари па нагоре, за разлика од јапонското јаболко, чија што откупна цена е 18 денари, а знаеме ние на пазарите повторно која цена ја плаќаме и колку тоа се почитува во однос на трговската марша. Тоа е веќе некое друго прашање, но во денешнава емисија посветуваме внимание секако и на останатите теми кои што во моментов се актуелни. Пред 6-7 години површините со калинки опаќале над 900 квадратни метри, најмногу во Валандовската котлина. Овошните насади од секогаш постоеле на овие простори, а се подигаат и нови. Убаво е кога ќе се видат повеќе децениските стебла, на кои исто така им треба нега. 70 години, значи јас кога сум се родил 55 година, таа бавча е купена од турци. Мислам, рабра во селото било турско, или заминали во Турција, ние сме ја купиле, таа е 6 декара бавча, а овој насад ми е тука негде околу 40 години. Калинката се уште не ја прскаме. Сега некој може покушават со некои пестициди за да го зачува цавто, али јас не. Значи, некоја мушка фаќа вошка, али таа не утича на плодот. Значи, тоа е се уште еколошки јапонска јаболка, калинката, смоквата и кивата во Валандово. Има повеќе мешани сорти, значи тие турците ги доноселе кога дојделе тука 13-14 век. Значи има повеќе сорти. Ова што е држана Бејнарија. Значи Бејнарија тоа е најдобрата калинка, значи во превод беговска калинка. Она е со едри зрна, со лушпа тенка и најмногу сок има, али она не е темна. Значи светла бојата. Кастраме сите оставаме 4-5 обично. Ако не сакаш да оде врво, може да го сечеме и тоа. Она сака доста вода, нашите поднебија, и така да се садат сега претежно турска сорта, што е Вандерфорд. И годинава, кога речиси секое овошје претрпе штета од ниските температури во април и мај, калинката уште еднаш ја покажа својата отпорност кон ниските температури. Најмногу поради повеќе кратното цветање. Калинката цавте по старите што говори некаде околу 12 пати. И сега првиот, вториот, третиот, четвртиот заврз, што викаме не заврзава, тоа се поедри плодове. Значи како што ода на крају се поситни. Се ова што ја гледате, таа е негде 6-7 заврз. Али претежно измрзнаа поголемите плодови. Првите заврзи ги нема 3-4. Оваа година требаше се касата, али измрзни и оставиме. Значи, ево, до година овоа дрво тоа треба да отпаднат сите дебелите. Имам јапонска јаболка на оваа локација, имам нешто смокви и на друга локација имам смокви. Нашата бела смоква. Цената се движеше 50 динари кило, 60 и имаше доста откуп.
Јас имам корен дуња, не е спраскак ништо, подобра од лане. Имам праски дома, круши, вишни, цреши, мушмало имам мушмало, таа фата некоја болест исто веќе. Не знам што... Значи, не наберах еден плод, не набрав. Со плодове се исушија. Јапонска јаболка. Шарка не треба да има, не треба да биде ударена. 18 денари откупуваали, нема доволно сега јапојки и затоа откупувате, а тамо една фирма од Скопје дојде, али се јаев, не ми се јавуват и така. Сум пензионер, така, али се занимавам од дете. Тука беше празно, се јувахме бурани, компир и така. Грашок се јувахме. Валандо беше познато по тоа, ран кромпир. Значи, не, во тоа време не го ставахме во фолија. Сега веќе мрзнате, оваа година комшијата имаш до мене, измрзнамо 2 декара има тамо и така. Освен финансиската помош за подигање на нови овошни насади, каде се вклучени повеќе трошоци за подготовка, меѓу кои за набавка на садниците, овоштарите добиваат и за одржување. Тие се движат од 12.000 денари до 42.000 денари за хектар, зависно од овошните видови, а за калинката таа изнесува 13.000 денари од хектар. Но потребно е да се задоволат некои услови. По новата методологија за калинките, во еден декар треба да има 62 корена. За еден корен или два неме фата, неме да е субвенција. За јаболките се веќе 33. Смоквите треба да има 50 корена во еден декар. За круши и јаболки претежно тоа е веќе шпалирски систем, негде околу 75 или 8. Значи за калинките е 62 во 620 во еден хектар. И сега тука зимав субвенции, сега ги исполнив. Сега веќе поднесов барње за другата година. Така. Во моје време, например, имаше во Југославија, СФРЈ, имаше комбинат Анска река, каде што калинките се откупуваа. Значи, почнуваше бербата на калинките после 11 октомври. А белозимното и дренок се откупува од 5 и 6 октомври, имаше ладилник, со капацитет негде од 6.500 тони. Тоа се пропадна со таа приватизација и во тоа време калинките почнувавме првите. Значи во гајбите, тие дрвените гајби, се холандези што ги викаме, прва класа беше 3 калинки, а 4 калинки беа втора. Али ги берахме на повеќе ратис, значи калинките не созрева на еден пат. Во тоа време имаше Анска река, доста плантажи, вода имахме и во септември, калинките сака доста вода. Ево сега да им препорачам на сите што имат со калинки, например малку што зимат од тука, значи пукат им било што. Калинката сака доста вода. Значи најмногу вода сака од се. И сега напротив може да ја вади он 10 пати која ќе дојде еднаш 2 пати септември, нели, сушни периоди, да не ја навадимо, она му пука. Малку необично место овдека на пазарот, нели, на раскрсницава што ја велите помеѓу Струмица и Доиран. Се продава вашиот производ. Колку време сте производител и што се има овде во Валандовската котлина, која што да напоменеме, секогаш велат дека е една од најчистата и незагадена котлина во Македонија. Калинката не е од вчера и од кога да било, многу одамна е застапена тука. И моментално во Валандово тука калинката најзастапена што ја има. По сорти ги има Карам Мустафа, Бењар, тука имаме красаци, друга од ова хиджис, па тука се произведува исто. Грозе, дренак исто па е наше, друго грозе има, така да сок од калинка, тоа лично не се произведува. Почнавте веќе да преработувате калинка, обично? Да, сокот се преработува може и од порано, ама сега застапено повеќе сок се произведува дека и се проширува веќе да се продава на други места. Цената е добра, велат овоштарите. Продавајќи им на минувачите, производителите ја добиваат истата цена што најчесто трговците ја наплатуваат на останатите пазари. Цената на чоколадната е 100 денари кило. Ова е красата калинка хиджис, се вика патука застапана тука во наше место, 100 денари. Карам Мустафа и Бењар по 80 денари, блага. Маслинка исто произведена тука во Пирава, наша маслинка, 330 денари кило. Грозето 60 денари, баландовски дренак. Домацата се лично наша фолија и ова е сталско друго грозе, ред глобе. И тоа е добро грозе. Па тука.
До кога вака ќе има грозје да се продава? Од ова до декември, од ред лобото до нова година. Ова е малку покасна сорта, сега се бере моментално. И од ова е почне покасно. Другите работи има нешто бадеми, нешто производство и така да работиме помалку. Вие се сам произведувате овој? Колкава површина све имате, колку обработувате? Па, не толку многу, ама имаме. 1 хектар калинки, грозе по 7-8 декара, се по нешто. Сок си правиме од овие по 5-6 декара, така не многу, ама за тука, за пазар да си имаш и нешто за на големо. Зависи годината каква. Каква беше годинава за калинката? За калинката не беше погодена добро, на пола. Значи, имаше мразеви мај месец, значи пола од производството. Може да и помалку од пола. А за грозето беше многу добра годината. Да кажем за валановски дренак, за друго грозе, за картошија, беше погодена. Чоколадната јаблока исто и она измрзнана на пола. Ево, чоколадна се јаде одма. Од неа има. 30% има. Другото е измрзнано. Овоштарите очекуваат и обештетување за претрпените загуби кај некои овошни видови. Излезе ли некоја позитивна нула, нели најчесто, ама пак позитивно нешто во финансиите од годинашниот род? Зависи кој како се снајде, мислам оти не баш добро. По мое. Зависи како годината не е добра и сега треба малку и држава да помогне тука. Субвенции до сега редовно се добива, не е лошо, па да видиме, ќе чекаме сега за да може да се не стабилизираме. Дали до сега добивавте субвенции? Да, до сега не е лошо. Добро. Се плаќа и на декаражи, и на грозија, и на по 2-3 денари, само 2-3 денари сопрано. Мислам оти нема 2-3 денари. Тоа е го сопрано за грозја, не знам зошто. Од лани. Дава на секое кило продадено грозје во фирма, го носиме, тоа е сопрано. А винско имавте? Имахме, да, и тоа го И имаше. што цена добивте? 6 декара имахме. Па цена беше 19,4. И таа е мала цена, ама нема што да правиме. А смедаревката 18,3 тука негде, малку по-ниско цена. Одма за 6 дена тоа е дадено, исплатено, ама мала цената, ама нема кај да одиш. Дали сте аплицирали за механизација? Имате ли добиено нешто? Не. Да ти кажем и треба да имаш голема површина за тоа. Тоа и вие го знаете добро. Треба да имаш барем хектари многу, голема механизација. И има тука луѓе што може да го направат и да се искористат. Само треба да се пријават, иначе има. Суша, жештина имаше ли това? А вода за наводнување имаше ли? И тоа може да кажем, моето грозе во Пирава. Имаме водовод тамо, систем, кап по капка, до Пирава. Од Пирава до тука до Собри нема. Стар канал. А до Пирава, моето лозарство што е, се е под кап вода, кога сакаш, тогаш. На време. Цените не е многу. Не. И аз, за пример, за 7 декара, моето лозарство до 15-16 илјади за цела година си вадиш колку сакаш. Не е многу. Има ли со кого да работите? Децата тука ли се со вас? Децата се во Скопје. Едното во Скопје, едното во Струмица, ние со невестата дома. Тука е малку тежина. Сами се мачиме колку можеме и за тоа намалиме малку. Да фамилиарно дома нормално е. Ке имаш поддршка. И така да тераме по некоја работа. И заслужено треба да им се обрне внимание на овие автентични плодови, од чија продажба и може да се живее, доколку се работи и се инвестира, а се повеќе може да се најде и домашен, а и индустријски произведен сок од калинка. Откупот на калинка не е загарантиран. Секој земјоделец сам се снаоѓа да ја продава калинката. И така да почнале производителите, пошто немале кај да ја пласираат калинката, го создале чистиот сок од калинка. И сокот од калинка во последните 10 години е во навистина брз подем. Имаме веќе и производители кои што произведуваат сок од калинка и извезуваат од надвор од нашата држава. Меѓутоа, нашите локални производители, земјоделци, сите што имаат површини со калинка, сите имаат и произведуваат домашен цеден сок од калинка. 100% без шеќер и без вода. Сортите валандовски најпознати се Кара Мустафа, Бењари, имаме исто така постари сорти Ропкавица и Зумралија. Тие се сорти значи што од секој пат постоеле во Валандово, а сега во последните 10 години има и нови сорти, баш така ги викаат турски сорти на калинки, кои што произведуваат
по некои истражувања даваат многу квалитетен сок од калинка и заради тоа почнавме и ние да ги садиме тука во Валандово сортите Wonderful, Ако, меѓутоа тие се турски сорти што тука растат во нашата општина. Оваа традиција што ја имаме од памтивек треба да живее и натам, да се запознаат посетителите, а и странците за овие вредности што ги имаме и на кои не учеле нашите предци. Сдруженијето за локален развој Валандер за прв пат ја организира манифестацијата Ден на калинката. Валандер е старото име на Валандово. Првичното се викало, градот се вика Валандер, па со мутации станало Валандово. И така да, како старо име, го формирав ова сдружение да не потсеќа на минатото. После нова година се формиравме од јануар месец, до сега брои 15 членови, претежно се земјоделци и земјоделки, што најмногу ме радува, пошто мојата екипа се зголемува, земјоделките. Имаме некои цели зацртано, почнавме со еден првичен проект, фестивал на калинката, како белег на нашиот град. Имаме некои други замисли, така да со тек на време се надевам дека еден по еден проект ќе ги остваруваме. Фестивалот на калинката мислам дека недостасува во нашиот град, затоа што кога ќе спомнеш Валандово, сите знаат дека тоа е градот на калинката. Недостасува манифестација која што ќе ни го промовира нашето локално производство, нашите локални производители, а пред се символот на нашиот град, а тоа е калинката. И од таа гледна точка го создадов, фестивалот на калинка и се надевам дека ќе биде подржан од сите граѓани, од институциите во општината и ќе прерасне во една традиција како што е ракијадата во Валандово, како што е Фолкфест Валандово, така да и овој фестивал на калинката ќе трае многу години. Овој временски период ја има јапонската јаболка, која што веќе и она ја има во неколку различни сорти. За сега има 4-5 сорти од јапонската јаболка и нашиот валандовски дренок, автохтоно грозје, кој што го има само во околината на Валандово. Тие се трите овоше кои што ќе ги има на фестивалот. Едината зависи од нас и треба заедно да ја градиме, не заборавајќи го минатото и наследството што ги хранело нашите предци, велат валандовчани. Нашето Сдружение за локален рурален развој Валандер од Валандово има уште многу планови, сакаме да работиме пред се за младите. Тука овај земјоделски крај каде што едно време сите работеле. И доктори, и професори, и земјоделци, сите работеле, сите имале обработлива површина затоа што земјоделието е пред се и физички добро за телото и за духот на секој човек. Не е срамно ништо да се работи земјоделие, според мене лично. Мора да работиме на тоа младите да ги поттикнеме дека земјоделието е гранка од која што може да се екзистира, која што не е само финансискиот дел, туку и физичките потреби кои што ги дава како гранка. Да, порано беше многу убаво и јас се сеќавам кога бев помала, цветеше градот. Се надевам дека треба да работиме многу. Многу млади си отидоа од нашиот крај, нема екзистенција, нема придонеси на кој начин да обстануваат фамилии, меѓутоа мислам дека со тек на времето, дека работите ќе се подобрат, ние како Сдружение ќе се потрудиме да ги мотивираме пред се младите. Јас во Сдруженијето веќе имам и млади членови кои што имаат голема површина со обработување, така да со тек на време не треба да се откажуваме само. Фестивалот на калинката заедно со останатите манифестации, со гостопримството, уникатноста, чистиот воздух и природата, вкусната храна, историјата, локалитетите, археологијата, близината до автопатот, до Дојран, но и со откривање на други валандовски непознати и прекрасни места, се отвара перспектива на уште еден недоволно искористен потенцијал – развој на повеќе видови на туризам. Се надеваме ќе го дочекаме тоа како што веќе одамна алтернативниот руралниот туризам и носи приходи на Словенија, на многу други европски земји, а во последниве децении Србија ги возобновува нивните села. Токму со таа понуда – недопрена убавина, вкусна храна и неповторливи доживувања.
На 5 октомври и годинава се организираше традиционалното зажнејување на оризовата арпа, онака како што тоа го правеле нашите предци. Но од тогаш, наместо да заврши жетвата до 20 октомври, како порано, таа постојано се одложува. Речиси еден месец доцни. Најмногу поради врнежите, но и од други причини. Ова година мислам дека има засадено околу 4.500 хектари под ориз, од кои сакаат 2000 хектари да го намалат, поради тоа што немаше доволно вода браната. Со ризик на водостопанството, ние успеавме да издржиме оваа година. Оваа година има добар квалитет и добар принос. Сега зависи од сортите на оризот, зависи и рендаманот, тие поновите сорти. Сите земјоделци се разочарани и неќат више да ги засадуваат тие нови сорти што се донесени пред година-две. Старите сорти што се од поодамна си ги имат за плани и тие си ги се уште произведуваат земјоделците. Имавме планови да почнеме порано, но како ни даваат временските услови, ние малку закасневме по може со 20 до 25 дена од претходните години. Поради тоа што имаше дождови и не можевме да влеземе во самите површини за да можеме да ги пожнееме. Најпрво им се доцнеше поради закъснената сеидба, после се доцнеше поради самите временски услови од што имаше дожд и не можевме да почнеме со жетвата. Ние во институтот ова комбајнче го добивме преку програмата со поврт од 10.000 евра. Новие мали распрскани површини со оризовата арпа, овие едноставни и доста лесно манипулативни комбајни се покажа многу експедитивни и се повеќе барани. Лесно се движат, а и калта за нив не е проблем. Со позитивното 5-годишно искуство од нивното користење, бројот се зголемува, а предноста е видлива. Особено во однос на старите големи комбајни, со чие користење постојано мора да се планира и на загуби, во така наречениот растур или губиток на оризовата арпа. Следниве години имаме набавено некаде над 50 комбајни од програмата на Донгфенг и таа соработка би требало да продолжи, секако со помош на државата, со издавање на национални програми, зашто преку овие национални програми ние имаме и сушари, и комбањи, и трактори. И доста е забележено напредокот кај земјоделието во однос на тоа што се доаѓа до замена на старите комбањи со нови, кои што дозволуваат понатамошно олеснување на работата на земјоделците. Со тоа што сламата е исецкана и се продолжува директно со орање, нема да се никакво палење и загадување на околината, што е главната цел во оваа програма. Прва година што возам комбајнчето, до сега не е имало, па мислам дека сега за сега е одлично, па натаму ќе видим. Комбањот иако изгледа толку малечок, но тоа е доста моќен. Има коњажа од 104 коња плюс турбото и што му возможува на екстра брзина во работата. Тој во текот на денот со мали паузи може да вожнее до 30 декари или 3 хектари. А површините ни се такви како што се 2, 2,5, 3 декари, така да многу подобро е со овие машини да се движиме отколку со некоја големина. Капацитетот на бункерот е околу 1000 килограми во зависност од големината на зрното. А ширината на гусеницата е 60 см, а должина на гусеницата е 2,20. Гасеницата е гумирана и му овозможува на комбањот едно полесно движење и поасфалтирана површина. За време на влагата не дозволува пропаѓање и уништување на самата изработена нива. Веќе имаме и климатизирани и поусовремени со гусеници, со сецкалки помодерни и со дигитализација. Лесно е за командување, има и клима и е доста брзо. Исто така е добро што имаме сецкалица или дробалица на самите комбајнчиња, што не мора да се палат површините после жетвените остатоци. Последната програма што беше на националната програма беше до 600.000 поврат. Порано имаше 50-50, дури и во руралните средини беше до 75%. И
може да се апелира барем за уште една ваква програма, барем на 50-50, за да дојде до едно комплетно заменување на овие стари комбајни и да се дојде земјоделието во прав ред. Еве вака изгледа тоа мало комбајнче, како што го нарекуваат најчесто оризопроизводителите, но кој што одлично функционира во делот на она што значи навремено и правилно одвивање на жетвата. Најголема предност е во тоа што се брзи, експедитивни во делот, нема некакви посебни проблеми и што се помалку ќе гледаме овде во Кочанскиот регион палење на страништата, каде што се случуваше, а последниве 5 години, благодарение на овој комбајн, се сецка сламата, во исто време и органската храна се враќа во почвата, што значи и при храната и поубав принос, подобар квалитет за оризовата арпа. Но дојдени сме овде во Кочанскиот регион не само за овој пример, туку и за тоа како да видиме се одвива самата жетва, откупот и што очекуваат оризопроизводителите. Откупувачите моментално многу слабо откупуваат. Тоа е најголем проблем што досега не е започната 100% жетвата поради немањето откуп во оризопроизводителството. Зависно од приносите, веќе се одредува и производната цена на која треба да се додаде и трудот на оризопроизводителите. Направивме добра пресметка и моменталната цена производна за оризот е од 27 до 28 денари по килограм. Производителите се согласуваат со оваа производна цена, но секогаш можеме подобро. Откупната цена на арпата моментално се движи од 20 до 28 денари, зависи од сортата на оризот. Моментално белиот ориз е од 65 до 70 денари производствено у фабрика, а надвор на пазарите е од 85 до 100 денари. Голема разлика. За годинава се очекува богата жетва и зголемен принос. Рандаманот ќе биде висок и квалитетот подобар од претходните години, велат оризопроизводителите, а и откупувачите. Годинава откупот на оризот се одвива нормално, имаме многу подобар капацитет, многу подобар рендаман, приносите се движат негде од 7000 до 8000 килограми по хектар, рендаманот е околу 50, задоволително е. Касната сејдба направи голем проблем, а и ланската реколта, која има се уште во амбарите. Оризопроизводителите се уште го очекуваат најавениот откуп на 2400 тони оризова арпа за стоковите резерви, по цена од 37 денари за килограм, со што се очекува изголемување на откупната цена. И годинава повисоки се цените за покрупните сорти. Очекуваме да продолжи жетвата, ние откупуваме нон-стоп ориз, моменталната цена од 32 до 35 денара за Андрејата, а од ситните сорти очекуваме сега треба да почне жетвата, малце е подоцна, ќе видиме према рендаманите, очекуваме да биде од 26 до 30 денара цената на ситните сорти. Проблемот со повисоката влажност на оризовата арпа може да се реши. Како новитет од Националната програма за финансиска поддршка за рурален развој, малите сушари од 5 и 10 тони ги намалуваат ризиците за оштетување на оризот. Земјоделците, а и откупувачите се повеќе ги бараат сушарите. Мали, лесно прилагодливи, го современуваат производството, а и овозможуваат задржување на квалитетот на оризот. Сушарите како за старт имаме набавено 10 тонски и 5 тонски, од кои 6 се 10 тонски и 2 5 тонски. Меѓутоа, како добар резултат покажен од нивна страна, мислам дека ќе продолжи и понатака да се доведуваат и донесуваат сушари кај сите земјоделци. Ние сме во план да земеме и сушара. Мислам дека Агровоеводина ги има донесено неколку, па за наредна понуда планираме да поднесеме и за една сушара од 5 до 10 тони. За прв пат оваа година имаме добиено од Националната програма сушара. Капацитетот е 10.000 килограма, ние сме задоволни. Сушењето го врши некаде за 3 до 4 часа, го правиме оризот на колку ни е потребна влагата. Според законот тоа е 12 до 13, за белиот ориз да ни излезе 14, за да можеме да го пакуваме и да го продаваме. Арпата, откако ќе ја исушиме, ја складираме еден дел во магазините, очекуваме да немаме оваа година проблем никаков. Инаку сушарата е земана 25.000 евра,
10.000 евра имаме поврат на тоа, задоволни сме. Исто имаме набавено од националната програма комбаи, од Агровојводина. Задоволни сме од машините, од механизацијата која што ни е дадена. Секоја година по 10 на 15 влегуваат, ги заменуваат старите комбаи кои што се дотрајани и проблематични, да не речем. Прават расипи, тие работи. Се надеваме дека наредната година ќе се насади повише ориз, со комбаите да има подобра жетва. Очекуваме многу повише приходи, квалитетен ориз. Кочанскиот ориз пред многу децении покривал околу 70% од тогашниот југословенски пазар. Домашниот си се работи, нема увоз во домашниот, се работи со наш ориз. Меѓутоа нашиот пазар е премал да го прифати ова производство што го има овде кај нас. Тешко излегува нека и Србија и нека и Косово, меѓутоа во моментов се тие цени. Сега понатека, како имаме голема конкуренција од Грција, многу е поевтин оризот и доаѓаме до проблеми на соседните пазари кај нас, што се најмногу Србија и Косово. Тој е бренд и се уште се бара, но премињата се променија. Се промени и некогашната организацијска поставеност, каде што во Институтот за ориз, а сега во состав на земјоделскиот при УКИМ, некогаш имало селекциона програма и создавање на сертифициран семенски материјал. Колку старите сорти зачувани во Генбанката во Скопје може да се искористат и конечно оризопроизводителите да добијат домашно произведено сертифицирано семе. Земјоделскиот институт моментално втора година имаме засадено линии и од Генбанката ги имаме доволно за да можеме за наредна година да излеземе со продажба на ориз. Ние како Земјоделски институт секојаш се трудиме посеви да ни бидат едни од подобрите и да бидеме пример за кочанските оризопроизводители. Чест и задоволство ќе ни биде како институт сите што имаат потреба за да може да дојдат кај нас во институтот за било кој совет за да можеме да го дадеме на секој земјоделец. Се чини треба многу да се учи и од минатото, кога имало научен кадар, стручњаци од оваа област, систем на вредности поврзани во еден ланец. Може ли да се вратат барем некогашните пазари? Имаме различни договори, членство од ЦЕФТА, билатерални договори, Отворен Балкан, а се уште и го памтат овој наш македонски бренд. Тоа е реалност, но некако тешко се реализира. Воочуваат оризопроизводителите и трговците. За да се врати некогашниот сјај на оризот, потребна е темелна промена и цврста стратегија за обстојување и развој на оваа наша уникатна култура. А со иста цена веќе со години назад, тешко дека тоа може да се постигне, додаваат оризопроизводителите, кои на секој начин се обидуваат да го осовременат, модернизираат и олеснат своето производство, како што е и овој пример со набавка на комбајни и сушари. Со сопствени инвестиции преку националната програма инвестираат и веруваат дека може да биде подобро. Се наоѓаме во село Балинци, кај семејството Јованови, каде што гледаме 4 кравички, 4 дечиња златни. Има перспектива во млекопроизводството, но за жал еве просторот е тој, затоа и вака ја снимаме најавата. Се надеваме дека државата, освен со тоа што им помогнала во грант од 10.000 евра за млад земјоделец со трактор, дека ќе овозможи соодветни услови да во Балинци овде се направи една современа фарма, да остане нели децата ваши да останат во селото, да живеат, но ова е само како вовед, а секако ќе слушнете за оваа убава приказна во продолжение на емисијата. 4 крави од кои се добива млеко. Некако се преживува, но недоволно за да може да живеат солидно со своите 4 дечиња и родителите. Перо од секогаш работел земјоделство, а со својата сопруга од Албанија создаваат нова приказна. Јас сум од Албанија, дојдена сум во Македонија. Имам во Македонија 10 години во брак. Имам 4 деца. И се занимаваме со кравите, земјоделие. Јас сум индивидуален земјоделец кој се занимава со сточарство и ние со невестата се одлучиме за оваа работа заради
имаме 4 деца, што треба човек да ги прихранави и за тоа се одлучиме за ваа работа. Иначе од државата сме задоволни што ни обезбеди трактор за млад земјоделец. Па за сега моментално сопругот го вози. А вие научивте? Не, сега моментално не сум се научила, па ќе почнам да се научам да возам. Тракторот ни дадеа 10.000 евра. Една плата са вајге на денешно време, ама не е доволно. Без стари родители не можеме да преживееме. Они ни помагат и ние ако не са они, ние не можеме да преживееме. За да го развиеш во сточарството, за самите луѓе да прават, не да купуват странско млеко, не. Туку ние нашето млеко да се го произведеме, ама и да има и цена, што се вика. Цената за млекото е многу мала. Водата за продавницата е 25 динар, а млекото е за 30 динар една кила. Така ќе дојде летно време е 28-29. И ти треба да земеш некој динар за да преживееш, фамилијата да преживее. Давате субвенции за млекото, за земјето и за кравите. На време ги земуваме субвенциите и на време се дадени и плюс тоа благодарен сум што оваа година млекото од државата од 3 динара рипна на 6 динара. Не можеме да повише крави да чуваме заради тоа што не се одговара. Шталата е мала и потребен е поголем простор. Сакаат да инвестираат и да направат нова. Но нема парцела. Убаво е да се граде, ама нема дека да има струја потоков, да се стигне струјат. Ние сакаме да ни дадат, ама начинот на изводување на тоа е тешок, значи големи процедури со разни документација и затоа треба да се улесне малце таа работа. За ние нашите штала да обноваме негде на друго место треба сме на центар место. И да обноваме на друго место ни треба многу пари. Тоа над 20.000 евра треба за да направиш еден таков објект. Иначе за да не се иселјаат вие млади луѓе, треба да работат оваа нашата држава. Ова е тешка работа, не е некоја лесна работа да мислите. Државата стварно како што се залага за младите, да им доделе некои неповратни средства. А и земја за производство на добиточна храна. Таа е се поскапа. Една бала ние што ако купуваме е 500 динара. На ден ни треба по 2000 арки, значи вајгиме млеко околу 1500 динара. Значи 500 динара сме в минус. Пченката им пропаднала поради сушата. Вода за наводнување има, но е скапа. Не можеме да ги искосме јонџите, еднаш, два пати ги искосаме и после тоа самите климатски промени не ни дозволиват да дојдеме до храни. Вода имаме за наводнување, малце е скъпа, ама се прилагодуваме. Добро би било да има субвенции за водниот надомест. Ако не се плати, нема ни основни субвенции за кравите, ниту за млекото. Мора да се најде начин да им се помогне. Јас сум заблагодарен ако дадат субвенција за водата. Ние сме заблагодарни. Иначе, ако не платиме водата, значи ќе дојде ден, ќе ти поднесат некоја пријава за извршител. Ние земјоделци сме страшливи луѓе. Сите во семејството се радосни и среќни. Можеби не можат се да си дозволат. Од млекото и земјоделството немаат доволно средства, но се задоволни. Најмногу со својот пород. Нивната цел е да ги задржат децата да работат и да живеат на село. Идната перспектива на нашето земјоделие е да вие деца да останат тука и они да го наследат тоа што ние ќе им го оставаме. Значи, тоа е најголемата борба за животот оваа нашата држава. Значи, тоа е најголемиот, значи да ги школуваме за да бидат добри спрема државата и државата да им пружа спрема нив добро за да кога ќе дојде некој странец од страна да види нашата младина каква е, дали е перспективна или не е перспективна. Тоа ме е целта. Иначе ние со што се занимаваме земјоделството е тешка работа, ама
ќе се бориме и понатамо, за да успееме нешто во животот да направиме. Најголемата борба за живот е тоа, значи за да обстанеш и за да преживееш. Тоа од мене. Вакви примери, како овој во Балинци, има и во другите места. Токму тие што цел живот љубовта кон селото ја имаат во срцето, треба многу повеќе финансиски да се поддржуваат. Не само со сегашните мерки и програми, туку и со она што се најавува со новиот закон за земјоделство и рурален развој. Враќање на младите на село, но и задржување на оние што останале да се борат со разните предизвици. Имаме многу традиционални вредности во разновидниот асортиман на храна кој што се нуди на различно поднебје, а се повеќе актуелно, а ми се чини и препознатливо е производството на маџун. На различни начини се произведува, веќе тоа можеме да кажеме дека представува една мала индустрија, но овде во Валандовскиот крај се задржува традицијата, токму онака како што го работеле тоа предците, а во Ландовско знаеме и калинката, и јапонското јаболко, и уште нешто што останало од турците, а тоа е секако да има што повеќе сладки работи. Маџуно знаеме дека се произведува од грозје, ништо друго не се додава, освен користење на овој варовник од подножјето на беласица, се става соодветно на количината добиена од истискатниот сок или ширата од свежото грозје, кое што овде се уште се бере, особено она сорта која што е автоктона, Валандовскиот дренак. Но накратко да видиме како се одвива самата рецептура од следниот прилог. Прво грозјето се меле, се цади, после се стави од земјата и стое околу 20 часа. Повремено мешање и се ваѓа од озгора талого што го изваѓа земјата и после 20 часа се става, се прецадува пак поново и се става да се вари. Колку време? Варењето е многу. Од 9 часот сме почнале. Па не знам до кога ќе завршиме, уште 2-3 сата сигурно. Скоро цел ден. Скоро цел ден. Земјата мажот ми ја носи од беласица, од една јама. И колку се става од прилика на... Ова е веќе талок од самото грозје. Калта се останува на дното и тоа се фрли. Готов рековте за неколку часа. Како препознавате погусте? Погустина. Не многу. Мирисот ќе му и вкусот ќе му се смени како на изгорено и затоа мора да биде малку поретко. А се сеќавате ли дали вашите родители или баба и дедовци наместо шекер користеле маџун, така и тоа е едно од... Да, па и јас сум, кога бев мала, знам оти поретко користа шекер, повеќе маџун. И колку ќе испадне се ова, колку тегли? Едно 2-13. Колку правите годишно? 150 до 200. Маџунот се препорачува за зајакнување на имунолошкиот систем кај децата, рековалесцентите, постарите лица и спортистите. Помага при настинки и инфекции на респираторниот систем, запек, анемија, болести на кардиоваскуларниот систем, а посебно се препорачува кај луѓе со нарушена функција на црниот дроб, поради прележена жолтица, алкохолизам, цироза и прекумерна употреба на лекови. Постојат неколку начини на подготовка, зависно од регионот, но за сите заедничко е што тоа е природен производ, наследен од предците, но важен и за идните поколенија, да се зачува рецептот што го штити нашето здравје. Има перспектива нашето македонско производство на храна и токму во таа насока се движи емисијата за земјоделците Аграр, да ги откриеме сите потенцијали, сите можности, за да останат и младите во нашите рурални средини. Тоа се овозможува и со оние поддршки кои што ги имаат и од владините програми, а секако и ИПАРТ, но треба и многу информации за да можат и да знаат како тоа сето да го искористат производителите.
Тоа беше се за денешнава емисија. Верувам дека бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание. Останете со здравје. Се гледаме само за 7 дена. Довидување.